Во Македонија нема категорија граѓани кои не се опфатени со здравствено осигурување, истакна генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Тој посочи дека како социјална држава, земјава има повеќе законски основи преку кои граѓаните можат да остварат право на здравствено осигурување. А за оние кои немаат никакви приходи, државата преку Министерството за здравство го покрива осигурувањето. Според податоците што ги изнесе, во моментот во системот се евидентирани околу 1.836.000 осигуреници, од кои околу 470.000 лица или секој четврти граѓанин не остварува приходи. Клековски објасни дека за оваа категорија важат посебни критериуми. Лицата со ниски приходи може да добијат бесплатно здравствено осигурување, додека оние со повисоки приходи плаќаат придонес од околу 2.593 денари месечно. Тој нагласи дека иако системот опфаќа граѓани, постојат одредени предизвици, особено кај лицата кои останале без работа или работат во сивата економија, како и оние кои остваруваат приходи во странство. Исто така, како проблем се наведуваат и случаи на починати лица, кои се уште се водат како носители на осигурување, поради што се работи на подобра координација со матичните книги за ажурирање на податоците. Клековски истакна дека институциите продолжуваат со работа на подобрување и прочистување на системот за здравствено осигурување. Министерството за образование и наука ја одржа последната средба со владиниот коалициски партнер Вреди во врска со новиот закон за високото образование. Министерката Весна Јаневска соопшти дека биле разгледани 6 точки од предлог текстот на законот, при што сите биле усогласени и документот е целосно затворен за понатамошна дискусија. Таа појасни дека 5 од точките не биле спорни и претходно биле веќе разгледани, додека за 6-та точка Хиршовиот индекс било најдено решение. Хиршовиот индекс се користи за мерење на научната продуктивност и влијанието на истражувачите преку цитираноста на нивните трудови. Според министерката Јаневска, индексот нема да биде основен критериум за избор и напредување во академските звања, туку ќе се користи како дополнителен елемент. Во случај на еднаков број бодови меѓу кандидатите, тој ќе биде одлучувачки фактор. Министерката најави дека законот утре ќе биде испратен во владина процедура. Министерката за образование и наука Весна Јаневска потврди дека на филозофскиот факултет имало нерегуларности при упис на магистерски и докторски студии. Констатирани се нерегуларности на филозофскиот факултет, но не при упис на додипломски, туку при упис на постдипломски, втор и трет циклус студии. Државниот просветен инспекторат постапуваше, донесе заклучок и го информираше факултетот. Факултетот треба да постапи, колку што мене ми е познато, постапува. Јас го чекам конечниот извештај, од кога ќе помине рокот за постапување, за да како овластен министер во таа област го донесам и конечното решение, порача министерката денес, одговарајќи на новинарски прашања по едукативниот настан за основци во Скопје, Зеленикс од предизвик до иновација. Објаснување за случувањето на пресконференција најавија дека ќе дадат и деканот на филозофскиот факултет Оливер Бакрески по објавите дека на факултетот на постдипломски и докторски студии биле запишани студенти без завршени додипломски студии. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска во Женева копредседаваше со регионалниот форум за одржлив развој, каде ја отвори пленарната сесија. Тој преку социјалните мрежи сподели дека ја потенцирал потребата од забрзување на имплементацијата на агендата 2030 во услови на се покомплексни глобални предизвици. Министерот Муцунски нагласил дека со помалку од 5 години до 2030 клучно е да се делува побрзо, попаметно и заедно со конкретни и координирани активности што ќе дадат резултати. Воедно посочил дека фрагментацијата го ограничува напредокот и постигнувањето на целите за одржлив развој бараат силна координација меѓу институциите, секторите и државите, како интегриран пристап што ги поврзува дипломатијата, развојот и економската политика. Ја потврдив нашата посветеност кон агендата, преку политики насочени кон зелена трансформација, дигитален развој, зајакнување на институциите и унапредување на регионалната и мултилатералната соработка, посочи тој.
Форумот обедини високи представници од државите членки, Обединетите нации, меѓународните организации, граѓанскиот и приватниот сектор. Патниците во Европа би можеле наскоро да се соочат со повисоки цени на авионските билети, поради зголемени трошоци за гориво предизвикани од нарушувањата во глобалните испораки на нафта, поврзани со тензиите на Блискиот Исток. Според најновата анализа на Европската федерација за транспорт и животна средина, цената на горивото по патник веќе бележи значителен раст, особено на летовите на долги релации. Податоците покажуваат дека просечното зголемување на трошокот за гориво по патник на интерконтинентални летови од Европа изнесува околу 88 евра, додека кај летовите во рамки на Европа зголемувањето е околу 29 евра. Анализата споредува податоци од изминатата недела со периодот пред почетокот на конфликтот на 28 февруари, при што се наведуваат и конкретни примери. Летот Париз до Њу Јорк би можел да поскапи за околу 129 евра по патник, додека билетот Барселона до Берлин би бил повисок за околу 26 евра. Раководителите на големите европски компании веќе најавија дека зголемените трошоци за гориво веројатно ќе бидат пренесени на патниците, особено доколку нарушувањата во снабдувањето со нафта продолжат подолг период. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски држави нема да го продолжат привременото примирие со Иран доколку предстојните мировни преговори не дадат резултати. Во интервју за американските медиуми, Трамп нагласи дека Вашингтон се наоѓа во, како што рече, силна преговарачка позиција и очекува постигнување на одличен договор со Иран. Не сакам да го правам тоа. Немаме толку многу време, изјави Трамп, одговарајќи на прашањето дали би можел да го продолжи двонеделното примирие во случај на неуспех на разговорите. Тој го обвини Иран дека повеќе пати го прекршил договореното примирие, без да наведе конкретни детали, при што информацијата ја објави на социјалните мрежи. Според најавите, привременото примирие истекува во среда според американско време, додека двете страни меѓусебно се обвинуваат за неговото нарушување. Иран тврди дека Соединетите Американски држави ги прекршуваат договорените услови преку ограничувања поврзани со стратешкиот Ормуски теснец. Во меѓувреме продолжуваат дипломатските и политички тензии меѓу Вашингтон и Техеран, додека меѓународната јавност го следи развојот на настаните и можноста за нов круг преговори кој би можел да се одржи во Пакистан. Крем денеска соопшти дека Русија е технички подготвена да ги обнови испораките на нафта преку гасоводот дружба кон Унгарија и Словачка, доколку, како што наведуваат, Украина стави крај на уценувањето, пренесува Reuters. Спорот се однесува на прекинот на испораките на руска нафта преку украинска територија, кој ги засега Унгарија и Словачка. Киев тврди дека нафтоводот бил затворен по руски напад кон крајот на јануари, додека руската страна ја обвинува Украина за прекинот на снабдувањето. Украинскиот председател Володимир Зеленски во неодамнешно интервју изјави дека испораките би можеле да бидат обновени до крајот на април. Портпаролот на Крем Дмитри Песков истакна дека Русија ги исполнува своите договорни обврски кон Унгарија и дека останува подготвена за продолжување на испораките. Како што стојат работите, руската страна останува технички подготвена. Се зависи од режимот во Киев дали ќе го отвори нафтоводот и ќе стави крај на уценувањето, изјави Песков. Во меѓувреме, спорот околу дружба продолжува да создава тензии меѓу Москва, Киев и земјите од Централна Европа, кои зависат од оваа енергетска рута. Влијанието на влажна и нестабилна воздушна маса денеска ќе донесе променливо време низ целата земја, најавуваат од управата за хидрометролошки работи. Очекувањата се ден исполнет со неизменично облачење и повремени врнежи од дожд, кои на одредени локации можат да бидат и поинтензивни. Според метролошките најави, локално постои можност за развој на нестабилност со краткотрајни и поројни дождови проследени со грмеши. Дополнително ветрот повремено ќе се засилува и ќе дува од северозападен правец. Утринските температури ќе се движат релативно ниско, меѓу 5 и 9 степени Целзиусови, додека во текот на денот се очекува постепено затоплување, со максимални вредности од 13 до 21 степен.
Во Скопје е променливо облачно време со повремени дождови кои ќе зафаќаат делови од котлината. Ќе дува слаб до умерен северозападен ветар. Дневната температура во главниот град ќе достигне околу 15 степени Целзиусови.